тргни раката, не знам. Гледаат комши, не знам. Шпата го донесе? Да бе, тога ја донесо таа. Не, бар нема мене, остави таму. Не мрдај толку, многу мрдаш нагло, брат. Плоча, бе. Свртја главата на тоа. Свртја, брат, за не, заебани време не се држи. Ај, чао. Абе, Денис. Кога рап музиката и хип-хопот беше во подобар подем? Мислам дека 90-ти треба ги земе као бенчмарк. Сметаш дека старата школа условно умира со Сафи и Чиста околина? Не. Кога сметаш дека почна да ја смемува? Тој звук што го имале Сафи Чиста околина, ден денеска е присутен цело време. Од бендови како Грина од СТР2, Легијата, Страйк, четврта албум извади сега. Немало прекин. Тупак или Биги? За мене Биги. Рап како музика или хип-хоп како култура? Секогаш ќе бидам за културата. Рапот е дел од хип-хопот. Така кога ми кажеш рап или хип-хоп, хип-хоп. Што би променил доколку би можел да промени сега нешто во минатото или би променил кај себе сега? Тешки, длабоки прашања. Од минатото ништо не би променил и грешките што ги прави човек од минатото те билдаат како карактер. Работам цело време на себе да многу полења нешто ќе успее. Доколку не би се бавил со ова што го правиш денес? Нешто со храна поврзано. Што би им препорачал на младите музичари? Да не се откажуваат лесно. Треба време да се пренесе идејата преку луѓето. Некој може ќе успее од прва песна, така. Некој може би 2 албума ќе треба да сними пред да почне тоа да функционира. И Сав после 5 години добивме recognition за сафизам некаков од луѓето. Да имаат идеја, да не прават многу компромиси кои прашање тоа што сакаат да го направат, да се истрајни. Брато, фала ти многу. Извини за плочата, ќе ти ги вратам парите. Појали да бидеме на чисто, да не ја не сум нефер играч. Ја тука пред камера да се знае све што и како. И плочата и парите. Фала на покана. Се гледаме пак. Се гледаме у нека друга епизода. Гоци, Return Time се гледаме на нареден епизод.